Почитувани влюбеници во уметноста, културата и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Ја знаете дека нескриено секогаш истакнувам дека женската енергија е посебна, а кога станува збор за жена режисерка која што влезе во светската елита и тоа сите го препозна и го истакна и се вмеша онака на голема врата во машкиот свет, тогаш можете да замислите колку ексклузивна гостинка имам. Тоа е Тамара Котевска, корежисерката на светски познатиот веќе Ханиленд, Медена земја, но таа неуморно чекори во филмскиот свет, па дури и во овој ковид период подготвува нешто интересно. Јас нема повеќе да ви откривам и ќе посакам добре дојде во Астрорум на Тамара Котевска. Добре дојдовте, Тамара. Здраво. Јас најавата ми почна конфузно, но сакајки да кажам толку многу работи, бидејќи вие по широката јавност дозна за вас од Медена земја и настаните околу овој величествен филм. Меѓутоа, предходно имавте навистина еден филм за пофалба, тоа е речиси истиот тим, го работевте во Преспа, но да не почнуваме со филмографијата, туку дали можам да ве вратам далеку во минатото, до каде што ви досега паметењето, вие како дете, кога почна да ви интересираат подвижните слики, можеби театарската, филмската уметност, ќе се сетите ли? Многу интересно ова прашање, бидејќи јас не потекнувам од филмска фамилија. Напротив, кај мене потесната и пошироката фамилија сте електроинженери. И од секогаш бев опколена со многу технологија, меѓутоа немав интерес за тоа. Секогаш како памтам за себе, низ дома имало жици, чуда, некои работи што ги правеле моите. Но мене секогаш ми интересирале некои други работи. Пишување ме интересирало многу, цртање, музика. И каде уствари прв пат почна како желба, па можда би рекла комбинација на неколку влијанија. Едното влијание е кога за прв пат моите ми подарија апарат, дигитален апарат. Не знам која, можеби 6-7 бев. Само ми се и некако почетоците на желбата кон филм, што е многу интересно. Не само поради начинот на кој што јас ја восприемав таа моја населба и нели оние фотографии што ги правев од како би рекла улична фотографија повеќе. Но на пример во училиштето каде што учев тогаш во Лазо Ангеловски имаше премногу динамична драмска секција во која што влеговме од 5-то оделение, една група на луѓе која што до ден денес, голем дел од нив, се уште ја делат страста кон филм, кон театар и до ден денес тргнаа таму и продолжија по тој пат. Така да и таму и за мене се почетоците на љубовта кон филмот. Мислам дека официјално кога знаев дека тоа е тоа со кое што сакам да се занимавам, беше моментот кога имаше еден надпревар и надпреварот беше за италијански фестивал за филм за деца. И на тој надпревар го избраа моето сценарио и требаше да снимаме краток филм по него и да патуваме во Италија на фестивалот. Тоа и се случи.
И од тој момент јас едноставно знаев дека средното само го преминувам затоа што нема такво средно во земјата, меѓутоа точно знаев кај ќе се усмерам од тој момент. И сите чекори кои што ги правев од тогаш натаму, дури додека бев средно, беа во насока да стигнам до сознание за филм и до институции во кои што ќе можам да се образувам за филм. Голема поддршка во тоа исто така ми беше и професорот Стефан Сидовски во Корчаген, за кој што кој знае, кој не знае што тој човек значеше во филмот во Македонија, иако не секогаш ценет од сите, не секогаш ценет од филмаџиите, меѓутоа неговата страст со која што го работеше филмот и начинот на кој што му беа важни темите кои што ги работи, беше пресудно за многу луѓе, за многу генерации да се определат и посериозно за тој чекор во иднина. Така и за мене. И кога завршив 4-та година, решив да се пробам да се запишам на факултетот за драмски уметности во Скопје. Одлуката да студирам во Македонија не на страна исто така беше многу промислена и потекнуваше од тоа што јас имав можност да учам една година на страна. Една година бев како студент на размена во Тенеси, во 3-та средна. И таму исто така значи училиштето во кое што бев, средното ми даде можност на многу нивоа да се запознавам со уметност каква што немав шанса тука во земјава. Од музика, театар, филм, ликовна уметност, буквално на едно друго ниво кое што го дава тамошното образование. И самото тоа, таа една година помината таму, иако ми даде прекрасни искуства, исто така ме натера да размислам на тоа дека јас сепак би сакала да почнам да учам филм и да не го губам времето на адаптација на друга култура и друг јазик и друга средина, бидејќи видов колку тоа одзема внимание и фокус. Во тој момент стварно сакав да се посветам само на конкретно на тоа, значи тоа е првата причина. А втората причина е тоа што од секогаш сум сакала да направам нешто онаму каде што сум. Тоа не е националистички некои, како да кажам, побуди. Тоа едноставно некој став дека човекот треба да биде најсреќен таму каде што е и да најде начин да израсне таму каде што е, бидејќи многу лесно може да се загубиш во барање на себе на секаде, а реално да не оставиш трага, да не оставиш корен некој од кој што ќе израсне нешто, нели? Тамара, вие ова што го зборувате само потврдува колку е клучно образованието, колку се клучни професорите во даден момент. Вам одлучувачки ви беше и драмската секција во основното образование и професорот Сидовски. Да, апсолутно. А не сте прв случај, од таму потекнува и Атанас Георгиев, и Ѓорче Ставрески, и да не зборувам кои се успешни луѓе. Посебно Корчаген се истакнува како едно место расадник на интелектуалци, а професорот Сидовски е многу пати истакнуван како некој кој што бил клучната личност за многу кариери. Освен ако не ве прекинав да ве прашам за време на студиите, постоеше ли некој кој што се надополни на претходниот професор, односно во кого што имавте рол модел, или се најде и по лошо и по добро да ви остави печат и да ве пренасочи, или можеби да го држите тој курс што го имавте зацртано уште многу порано? Мислам дека не би издвоила некој посебно, но ќе кажам дека јас во тие мои 4 години на студирање на вистина сметам дека го извадив максимумот и од себе и од таа институција и од професорите, значи се што можеше да дојде како сознание и како искуство во однос на филм, и сметам дека мора да кажам дека мислам дека нешто најпресудно за мене било мојата класа, мора тоа да го кажам, бидејќи колку и да се добри професорите,
кога ја немаш основната поддршка и помош од своите колеги, едноставно многу лесно можеш да отсакаш таа професија, бидејќи тоа колегијална работа се заснова на работа со луѓе и на меѓусебно разбирање и на истрајување, нели, да се изврши еден подолгорочен проект. И до ден денес јас сум многу горда на тоа каква класна бевме ние и колку до ден денес си даваме една поддршка во се што правиме и колку сме си давале тогаш. Сме се труделе да наоѓаме гости од секаде, да викаме да ни предаваат. Сме си помагале едни на други на филмовите кои што ги правиме. Сме биле многу искрени и не сме се плашеле од таа конкуренција. Бидејќи конкуренција нели честа појава, особено на факултет како ФДУ нормална, каде што бизнисот е многу мал во оваа земја и во филм и во театар. И често има газење едни преку други, меѓутоа тоа кога ќе сватиш дека не преуслуга ни на едните ни на другите, напротив само ти ја одзема креативната енергија и желбата да создаваш. Многу е полесно да го сватиш тоа нешто и да видиш што можеш да дадеш од себе и што можеш да земеш како искуство од другите луѓе за она што ти го правиш. Во однос на професорите, ќе би сакала стварно да ги поздравам. Луѓе од кои што имам многу научена. Тоа е професорот Владимир Блажевски, пред се би рекла, кој што предаваше теорија на филм. Тој е еден прекрасен човек, кој што исто така толку многу генерации поминал и не постои човек кој што не го сака. Потоа менторот Антонио Митрикевски, кој што не научил една битна работа на почетокот уште кога влеговме на ФДУ, а тоа е ова сватете го како војска. Тоа значи дека треба да, без разлика што филмот е уметност, најбитното нешто е да научите да истраете и да таа уметност, колку и да е долг процесот, на крајот има смисла. А за тоа треба голема дисциплина и голема посветеност и преминување преку многу пречки. Потоа професорката Синоличка Трпкова ви ја поздравила, која што секогаш даваше голема мотивација за работа и голема позитивна енергија. И од нејзе имам највеќе научено дека со многу мали чекори можеш многу да постигнеш. Бидејќи кај нејзе не се правеа нели главните испити, барем за сектор режија. Нели оние главните филмови со кои што требаше да полагаме, таа работеше на помали вежби поврзани со актерска игра пред камера, меѓутоа баш од тие вежби бидејќи не беа под притисок, излегоа најинтересните искуства, кратки филмови вежби и понатаму исто би го поздравила и професорот Сашко Насев, кој што мислам дека веќе не е на ФДУ. Од него научив многу за техника на пишување на сценарио и за размислување во слики, значи да не го поврзуваш филмот со литература, која што се прави кај нас многу често, туку да пробаш филмот во филмот да ја пресликаш реалноста, значи без епитети, без литературно зборување, туку едноставно да го пресликаш она што ти го сведочиш како човек и како автор околу тебе. Сега, не знам, може некој ќе заборавам, но мислам дека од секој, ако човек сака да научи, од секого ќе научи нешто, макар и од најлошите примери. Така да, воглавно можам само благодарам да кажам и на добрите и на лошите ситуации од тој факултет. Од ова што гледам, можам да посведочам, бидејќи и професорот Блажевски беше дел од оваа емисија и точно знам за што зборувате, а за другово, навистина вие ја дадовте потврдата дека вреди да се биде војник во работата, затоа што следуваа после успесите, а од нас сте научиле како научник да приоѓате кон работите. Се сетив сега нешто за што сигурно ќе изувам подоцна во разговорот. Вам и природата многу ви значи, и таа се провлекува низ целото ваше
творештво. Паралелно, велите дека сте биле имуни на жиците на технологијата, вие се родивте, сепак сте од помладата генерација во дигиталната ера веќе, но вам природата никогаш не се одродивте од неа. Па може би еве и тука лежи одговорот зошто она кога рековте не е националистички, туку вистински ја сакате земјата и чувствувате дека сте блиску тука до корените и дека тука можете да дадете максимум. Некако во се ова ја наоѓам природата како средиште, како клуч, како одговор на сите овие работи. Од каде таа љубов? Зашто не сопирате? Вие постојано сте во движење кон природата, дознавањето на културите, блиску до народот, светскиот, нашиот. Без размислување од мојата фамилија. Мојата фамилија, тоа е, мислам дека најубавата работа на која што ми има научено, а тоа е приоритетите, како да ги поставуваш приоритетите во животот и од каде да ја црпиш радоста и среќата во животот. Памтам една случка кога почна во некаде седмо, така, пубертет, почетоците, сите нели почнаа да купуваат телефони. И сега цело време излегуваа нови телефони, тоа што излегуваа првите телефони со камери, па се слика, нели сите. И цело време излегуваа нови телефони, ги менуваа сите околу себе. Јас, иако не бевме во некоја лоша финансиска ситуација, моите некако не сакаа да ме научат на тие вредности. И еден ден дојав и ми реков, луѓе, сите имаат телефон со камера, сакам јас да имам. Патам растана сум во куќа со многу компјутери и многу жици околу мене. И тоаш моите ми рекоа, ти можеш да си го дозволиш тоа и ти можеш така да живееш, ама тоа што ние се обидуваме да те научиме е нешто друго. Да ги согледуваш вистинските вредности, затоа што технологијата е нешто кое што доаѓа, се надминува, доаѓа ново, доаѓа подобро и ти никогаш не си задоволен. И ти само идеш по еден пат кој што никако не престанува и тоа станува дефиниција за тоа кој си ти, колку си добар. Она што они сакаа да ме научат е колку е битно да ги согледувам искуствата околу себе, да патувам, да го осознавам светот и колку тие работи ќе останат нешто кое што за секогаш ќе ми биде врежано и кое што ќе зборува за мене и ќе ми оформи сликата за светот. Така да од нив најмногу имам добиена таа слобода на љубовта кон слобода на движење, кон патување, кон искуства, кон природа, едноставно кон сакање на животот во она што е суштина на животот, а не е само on the surface. Така изгледа се привлекуваат и луѓето околу вас, со вас, па и тимот кој што го работеше филмот пред Медена земја, сите се живеат според тие начела. Значи се органски влюбеници во природата, борци за екологија, за хуман живот, за такви некои вредности. Да ни споменете малку за филмот, за преспанските јаболка, за како почна. Практично вие не почнавте да правите игран филм, туку вашата професионална работа започна токму со документарни филмови. Да направиме една претходница на Медена земја, затоа ве прашувам. Јас уште кога се запишав на ФДУ, уште на приемниот испит, кога ме прашаа што сакаш ти да правиш, каков тип на филмови, мојот одговор беше документарци. И тоа би на многу начини до тогаш почнав многу да се фасцинирам од животот што го гледам околу себе, од реални приказни на реални луѓе, од самото тоа како, значи бев фасцинирана од тоа како животот може да создаде многу поинтересна приказна од што ти некогаш би ја замислил. И сакав едноставно да ги раскажувам реалните животни приказни на луѓето, да патувам, да пронаоѓам такви приказни околу себе,
тоа ми беше некаков сон во тој момент, уште што нели немав идеја како ќе се реализира, бидејќи бев премала во тој момент, меѓутоа тоа беше нека водечка мисла што имав. И во текот на студиите правев и играни и документарни филмови, меѓутоа документарните филмови ги правев со особена леснотија. Бидејќи некако комуникацијата со луѓето ми е најприродна и најпривлечна. И додека бев на студии, например, првиот документарец кој го направив за професора Стефан Сидовски и баш за неговата љубов кон филмот и што тоа значи. И за прв пат тогаш практично видов што значи еден протагонист да се отвори пред камера и дури, нели, бидејќи он веќе беше тоаш стар, нели, работите за кои што тој човек беше спремен да зборува пред камера, јас не бев спремна уште да ги слушнам во тој момент на мои, не знам, 19 години. И тоа ми беше многу фасцинантно. Мене ме преиспита за некои работи колку јас сум спремна како човек во одреден момент да раскажам некоја приказна и дали јас сум доволно компетентна да го направам тоа. Тие се многу тешки прашања. Истото до ден денес се случува. Истото се случуваше и со Ханилен, и со Атидже. Колку ние сите сме компетентни да раскажеме приказната на таа жена. Тоа е секогаш морална дилема со секој реален лик со кој што почнеш да работиш. И исто така во текот на студиите ја направив и мојата дипломска работа, мој дипломски документарен филм Студент, кој што темата на тој филм е како студентите, бидејќи тоа беше она што ме интересира во моментот, значи како студентите во Македонија се однесуваат на еден начин во време на протести, кога треба да пристапат како заедница и да ги одбранат своите вредности, и како се менуваат не секогаш по своја желба, моментот кога ќе заминат од земјава, ќе отидат на work and travel, пример, и ќе бидат индивидуалци кои што мора да преживеат. Колку се тоа различни луѓе уствари и како што е на некој начин правилниот избор и како тие луѓе се во контрола да го изберат својот пат. Само тие, никој друг, не може некој друг да им ја определи судбината. И оваа тема ми беше многу интересна, бидејќи нели тоаш јас бев студент, сите околу мене заминуваа, сите се бореа со тоа прашање, дали да ја напуштат земјава, дали има доволно можности тука, дали да заминат, да си ја бараат среќата надвор. И тој ми е особено драг филм, бидејќи е нешто кое што мене лично како човек, како социјална единка ми било најбитното прашање во тој момент од животот. Значи, на некој начин е како автопортрет. Понатаму, одма после тој филм, тоа уствари беше почетокот како дојдовме до езеро од Јаболка. Така и се запознавме со Љуба. Се запознавме во истото студио за монтажа на Атанас Георгиев, каде што јас го работев дипломскиот филм. И уствари се запознавме на многу интересен начин, бидејќи во тој момент јас во филмот имав вклучена нарација од документарци за мравки. Земав многу документарци, ја преработев нарацијата и ја ставив врз патот на студентите. И направив компарација на тоа како мравките се однесуваат во тој експеримент кога се заедно, како еден организам, и како кога се посебно и секој кога иде да бара свој пат и своја храна. И ми треба многу кадри од мравки, кои што во тој момент не можев да ги добијам, нели, не можев од BBC да земам, да украдам кадри. И уз муавет, нели, на кафе тука собрани разни луѓе што работеа во студиото, викам, не знам кај да најдам кадри од мравки. Како тоа, не знам како ни да снимам. Тука беше Љуба. Експертот за инсекти, за пчели. Да, и само као ми рече да ти дам еден диск. Ми го даде дискот кој што имаше 500 гига со мравки. Кадри од мравки. И ме праша за шо ми се кадрите од мравки, нели? Го гледаше филмот.
И му беше одма го ќари. Мене ми беше фасцинантно што запознавам таков човек во земјава, бидејќи стварно не знам некој што го прави тоа. И уствари нашата прва соработка беше на последниот кадар од мојот дипломски филм, каде што требаше да снимиме мравка, како има еден експеримент каде што мравката ја заокружуваат во круг од маркер и не може да излезе, не може да ги помина фиктивните ѕидови на маркерот. Тоа е познат експеримент и тој беше потребен за филмот. И тоа траеше месец дена, значи ние собиравме мравки, ги чувавме, цртавме кругови едно друго и некако после тоа откако успеа кадарот, си рековме па што му успеавме да направиме, може да правиме и нареден филм, нели? Дали очекувавте, нели соништата се едно, дали секогаш имавте големи соништа и доверба во себе и верба во тоа дека ќе си го најдат својот пат и дека ќе стигнете до ова што стигнавте, до 2 номинации за Оскар, претходно 3 награди на Санденс, што верувам дека за оние филмаџиите кои што се уметнички настроени, особено за документарниот филм, дека Санденс им е врвот. Нели, не е се едно да се биде на Оскаровскиот килим, но после Санденс мислам дека веќе можевте да бидете пресрекни и знаевте што ве очекува. Па, мислам дека никој од нас не е човек кој што во било каква позадина на своите мисли размислувал на Оскар, било кога. За среќа, ние се собравме на мала екипа на луѓе кои што само многу уживаат во тоа што го прават и во процесот на создавање на филм. Го гледаат како животна авантура и така и беше целиот тој процес во двата случаи, и во Езеро од јаболка и во Ханиленд. Така да се што следуваше после тоа не само што не беше очекувано, туку мислам дека некако и не можевме да го прифатиме дека се случува. Кај нас, во нашите глави. Као дури ден денес кога ќе не викнат на интервјуа, како сега, има некој отпор кај сите од нас. Затоа што ние после се што помина не се доживуваме на тој начин, како као дел од, не знам, големата холивудска фела, нешто, оскаровците. Не, ние само продолживме да го правиме тоа што сакаме да го правиме и во тоа во што уживаме, уствари. Ама патот кој што го поминавме е... Не знам дали може да се опише на било каков начин. Не знам, не може ни да се долови. Тоа е нешто кое што само можеш да го изживееш и да се сеќаваш на тие емоции интимни. За Ханиленд би требало цело интервју само да се посвети за филмот Ханиленд, но целта и сме зборувале и среќа што македонската јавност и светската јавност преку овој филм се сврте кон вистинските вредности, па некако бевме подготвени за овие пандемиски услови, да кажеме што е битно во животот, што не е важно. Да ве прашам, вие не сопревте ниту во овој период. Знам дека имате одобрено средства и дека ќе работите филм. Повторно ви интересираат тие спротивности, доброто со лошото, или некој урбано-рурално, и во филмот Мен versus Влокс, ако не се лажам, така е насловот. Токму такво нешто се случува, а за време на пандемијата го снимивте семејството Микич, нашиот актер и нашата харфистка и актерка исто така и нивните деца. И јас пред некој ден дознав дека е снимен таков филм и дека во моментов сте во некакви големи преговори, па нема да го видиме само ние, туку и светската јавност. Ајде вака на самиот крај нешто да ни откриете од ова што сега се подготвува и да го завршиме разговорот. Краткиот филм кој што го снимавме летоска, конкретно е произлезен како идеја од еден американски проект кој што се вика Chronicles. Проектот го има започнато Елен Курас, таа е кинематограферка, многу позната, го има снимано Eternal Sunshine of the Spotless Mind и многу други. И во време кога фати најгустото, нели, во пандемијава, кога Њујорк бил комплетно празен, она доаѓа до идеја да започне проект
не за COVID, туку за психологијата на луѓето во време на таа пандемија на различни места од светот. И така ми приде жената со понуда да бидам дел од проектот. И тоа беше една инспирација за нас да почнеме да го направиме тоа во едно многу ризично време, со многу ограничени ресурси. Моментално, она што ќе биде дел од проектот е 10 минути и тоа ќе биде влезено како дел од... Значи, секоја епизода има по неколку филмови од различни земји и тоа ќе биде дадено како Netflix серијал. На крајот, донацијата од таму ќе оди за организацијата Doctors Without Borders. Но во меѓувреме ние решивме да не го оставиме на тие 10 минути, на таа ТВ верзија, туку да го прошириме проектот и да направиме еден цврст краток филм од 20 до 25 минути, кој што се вика соло мод. Односно, тоа е во board game, значи игра за еден човек. И всушност темата на овој филм е како една фамилија се справува со паранојата во време на пандемија, оправдана или неоправдана. Комедија е филмот, со некои трагични моменти, претежно е комедија. Оваа долга верзија која што ќе излезе, би требало да излезе на почетокот на наредна година, сега се работи. Темата е како еден родител наоѓа начин преку игра да им објасни на своите деца и на својата фамилија сериозноста на оваа ситуација и како одеднаш играта се претвара во пекол. Се надевам дека сите живи и здрави излега од снимањето на филмот, познавајќи ги луѓето. Верувам дека е така. Тамара, јас минутите за овој разговор одамна помина и очекувано беше дека нема да можеме сите ваши приказни да ги раскажеме, но верувам дека јавноста ќе дознае некои работи, барем ќе станат појасни зошто вашите филмови се такви какви што сте. Вие, зошто ви е толку важна природата, од каде тие афинитети и тоа целото знаење што се гледа на вистина во филмските творби. Ви посакувам да не сопрете со ентузијазмот. Вие сте и многу млада и многу работи направивте. Сте уштеделе, сте сватиле дека одењето надвор само ќе ве дефокусира и ќе ви ја одложи вистинската кариера. Почнавте се навреме, се најдовте на вистинското место во вистинското време, или јас би рекла самите си го подготвивте тој терен, па гледаме тоа што гледаме од вас. Благодарам многу. Само сакам да се кажете. За популам една работа, не сакам со ова да демотивирам луѓе да одат. Напротив, сметам дека е премногу корисно да се осамосталат луѓето, да одат да живеат на секаде. Но на истиот начин да го ценат и да ја ценат и својата одлука доколку не може тоа да го направат и доколку треба да останат овде. Тоа ми беше, не сакам да инсистирам дека не треба да се оди надвор. Верувам дека не бевме така сватени. Доволно е само да отидат на вашиот Инстаграм или Фејсбук профил и само да ги видат прекрасните фотографии од домашните пейзажи и од оние од странство и вашите коментари под сликите, како е убаво да се вели ние отколку јас и така натаму и така натаму. Јас навистина нема време во овие рамки да ве прашам се за искуството од одењето на фестивалите. Конечно секој може да отвори, да прочита каде се стигна Ханиленд и да види колку земји вие видовте, со колку професионалци се сретнавте и само да очекуваме дека патиштата се повеќе ќе се отвораат. Кога ќе се видиме во живо, Литература МК никогаш не останува должна на своите гости, така што ќе ви подарам една книга. Јас мислам дека, како за вас гледам дека вие го имате рецептот за среќа, да уживате во се она што го правите. Тоа одамна го сфатиле скандинавците, па имаат еден збор хиге кој што ги обединува сите тие работи, мали и ситни, што им го прават животот убав. Секако ова ќе биде за вас и благодарам што ни гостувавте во Астрорум.
ова сигурно не е и последно гостување, бидејќи Фала. ни давате постојано поводи. Благодарам многу. Фала ти, Бранка, на поканата и се надевам се гледаме скоро.